Под силно полициско обезбедување во присуство дури и на единиците за брзо распоредување, затворајќи ги сите приоди кои водат кон студенчишта, започна уривањето на платформите и урбаната опрема на најатрактивните плажи на ривиерата. Акцијата започна од култното Куба Либре. Не знаеме што точно ќе се урива, велат вработените, бидејќи не добивме никакво решение. Ако сметат платформата на УНЕСКО, ќе отстраниме. И доброволно ќе почнеме да отстраниме. Но, за жал, ни известување, нити пак дојде некој да прашат што се дешава. Значи, во 2007 година ни дадоа проектна документација како да изгледат плажата. Од тогаш до ден денес не е мрдната ни лево, ни десно. Ова е непотребно покажување на сила. Објектот не работи, струјата е противзаконски исклучена. Процесот на јавно надавање за закуп на плажите, спроведен во 2018 година, поради грешки не е завршен и оттаму не може да се каже дека објектите врз кои сега се постапува се нелегални, вели адвокатот Михаил Кичец. Концесионерите ги спорат и баснословните суми на остварен профит кои градоначалникот ги изнесе во јавност. Потенцираме дека не е законска постапката. Значи, не е постапено согласно правилата и се игнорира фактот дека постапката за јавно надавање која што би го решила статусот на плажите во Охрид кои што се издаваат по закуп или популарно наречено концесија не е завршена. Значи, сметаме дека е сериозно пречекорување на овластувањата на општината да го решава надвор од правните регулации низиниот проблем на раководење со обалата на овој начин. Ние најдовме начин по старата концесија да си плаќаме кирија. Киријата е платена, концесијата е платена до 28.2.2021. Значи, да не е она лажна слика дека правиме некаков криминал или... Значи, не се 190 милиони профит, него се 216 милиони промет. Морам тука да го исправам малу. 516.000 евра, извините, во евра што ви кажувам, 516.000 евра се во реинвестиции, 300.000 евра се данок кон државата и сите платени концесии. Повеќе нема да биде толерирано нелегално работење и остварување на бизнис интереси на поединечни фирми, кои без договори за концесија и надвор од сите законски процедури градели објекти и узурпирале државно земјиште, со што нанеле значителни штети во строго заштитена зона на езерото. Стои во соопштението од општина Охрид, каде се наведува дека наредните денови ќе се рушат платформите и објектите на крајбрежјето на потегот од студенчишта до населата Канео. Угостителските објекти кои работат на овие плажи треба да престанат со извршување угостителска дејност и да ги затворат локалите, се вели во соопштението.